топ тема на ваша страна, добро вечер. Додека и натаму одзвонуваат пофалбите од првиот човек на Европската комисија Јункер за реформите кои, како што рече, дел го импресионирале светот, наведели на нови докази околу сомнежите за можни злоупотреби на АКМИ системот за распределба на судски предмети. Топ тема на ваша страна ја продолжи истрагата од минатата недела, а вечер објавуваме нови докази дека и пред да се формира комисијата на Министерството за правда по налог на Прибе препораките, најмалку 3 институции, меѓу кои Судскиот совет, биле предупредени за неправилностите со АКМИСот. Го добивме и објавуваме писмото што уште на 2 октомври до 3 инстанции, Судскиот совет, Врховниот суд и Министерството за правда го испратил тогаш ВД председателот на Кривичен суд Стојанче Рибарев. Што открил тој и на што предупредил, а на што се оглушија надлежните. Елена Ивановска-Муковска. 20 на дена пред да си поднесе оставка, ВД председателот на Кривичниот суд Стојанче Рибарев писмено ги известил Судскиот совет, Врховниот суд и Министерството за правда дека во Кривичен затекнал работење спротивно на судскиот деловник и дека за одредени предмети се користел посебен систем наместо системот за автоматска распределба. Во дописот до кој дојде топ тема на ваша страна од судски извори, Рибарев ги информира за сите негови активности во судот откако бил поставен за вршител на должност, а посебен дел во писмото е посветен на АКМИСот и распределбата на предметите. Децидно ги известува дека предметите кои стасувале во кривичните совети не се распоредувале кај судија преку АКМИ системот, туку преку посебен систем на заведување и на евиденција изработен пред повеќе години. Со тој систем, предметите по заведувањето во евиденција на соодветниот уписник не се распоредувале по судија. Тие предмети биле распоредувани кај стручните соработници, а судијата се запишувал во системот дури откако предметот ќе бил завршен. По околу 200 предмети, дури и по завршувањето, не бил определен судија и предметите биле архивирани без означување на судија. Како судија известител се запишувал судијата кој бил председател на советот, а предметот го работеле судии по распоред по денови. Кој ден, кој предмет ке се работи, одлучувале стручните соработници, а не судиите. Ваквиот начин на работа е во целост противен на судскиот деловник и поради тоа во судот имаше 790 предмети од овој вид кои не беа распоредени по судии. Кривичните совети се составени од по тројца судии и тие меѓу другото одлучуваат и за продолжување на притвори. Како што пишал во писмото Рибарев, комуницирал со фирмата што го креираше и одржуваше АКМИСот и од нив дознал дека ваквиот систем на работа е посебно изработен по барање на Кривичниот суд и автоматската распределба на тие предмети требало да започне од 1 јануари 2018. По ова врз основа на жребка биле распоредени сите незавршени предмети кај судиите. Надвор од АКМИСот, според писмото на Рибарев, се распределувале и старите предмети, за што утврдиле и апелационите судии при контрола на Кривичен. При мое доаѓање во судот, без автоматска распределба преку системот АКМИС, во работата биле доделувани предметите кои се работеле по стар ЗКП, но тоа одговорниот службеник го правел по распоред и редослед на прием по римски бројки. Оваа пракса е напуштена на 3 јули 2017 година со примената на измените на распоредот што ги донесов. Дополнително Рибарев навел дека од разговорите и дописите што ги добил од конкретни судии во Кривичен, констатирал дека не биле почитувани и други законски одредби поврзани со АКМИСот. На 20 јуни 2017 година констатирав дека во судот од февруари 2012 година не функционира работна група за управување со движењето на предметите во судот и не доставувала никаков предлог до председателот на судот. Судиите имале распоред за работа за еден вид на предмети, а примале во работа друг вид на предмети. Кај кривичните предмети судиите примале предмети по стар и по нов ЗКП и изразија желба тоа да се промени, посебно поради фактот што бројот на стари предмети значително се намалил и престанала потребата од тоа, а и приливот на предмети се намалува. За да ги тргне сомнежите од себе, особено по пишувањата и информациите во јавноста дека предметите на СЈО се паѓаат кај едни исти судии, Рибарев пишал и дека за време на неговото председателствување во Кривичен предметите се делеле само автоматски, а кога имало исклучоти, тоа го правел согласно деловникот и законот. Тврди дека на негово барање биле направени 2 контроли и не биле констатирани неправилности. Отстранета е праксата да се доделуваат предмети на судиите спротивно на утврдениот распоред за работа, а на кое ВД председателот му е укажано од судиите со допис од 25 март 2017 година.
Ова известување потпишано од Стојанче Рибарев во судскиот совет било примено на 3 октомври, или 3 дена пред комисијата на Министерството за правда прв пат да влезе во кривичниот суд, каде правеше увид во автоматскиот систем. Оваа комисија составена од 8 члена, 2 судии, информатичари и представници на Министерството за правда, направи увид и во Скопска апелација, а подоцна и во Врховниот суд. На 20 октомври Рибарев заминува на боледување, а 5 дена подоцна си поднесе оставка. Причините официјално беа од лична природа. Во телефонски разговор Рибарев денеска ни рече дека откако го испратил известувањето до надлежните, никој не се обратил до него за да побера дополнителни информации за сериозните забелешки за кои алармирал. Единствено што по неколку дена дошла комисијата од правда со која вели соработувал. Не сакаше да открива, бидејќи се работи за предистражни постапки, но како што дознаваме, тој уште во октомври беше повикан како сведок во СЈО, а периодов откако Закмисот и Државното обвинителство отвори предистрага, не бил повикан. Не го видел ниту конечниот извештај за Акмисот. Деталите што открила комисијата од наодот и 10 дена по декласификацијата на извештајот се недостапни за јавноста. Караджовски денеска не одговараше на неговиот телефон. Минатата недела рече дека го прочитал извештајот и во него немало ништо помпезно. Ништо помпезно, ништо страшно, да речам, како што е најавено, како што се во медиумите. Министерот за правда во декември ги презентираше на аудите на комисијата пред медиумите и потенцираше дека недоследности биле детектирани со често менување на распоредите, но и со исклучување на судии од Акмисот. Судскиот совет при своите контроли не открил никакви неправилности. За разлика од него, експертската група на Прибе прва алармираше за индиции и злоупотреби со распределба на судските предмети. И токму Акмисот најде посебно место во извештајот на Прибе, каде се посочува дека Судскиот совет, Министерството за правда и Врховниот суд биле должни да прават ревизии. Тоа се новите детали до кои дојде топ тема на ваша страна, за оние што знаеле, предупредиле, но и за оние кои што требало да реагираат, но не реагирале на ваквите состојби. А зошто е тоа ќе биде едно од прашањата за моите вечерашни гости. Добре дојде за Натали Петровска од Коалиција за правично судење. Андрија Стојковски, Евротинг, добре дојдовте. Драган Тилев, државен советник во секретаријатот за европски прашања, добре дојдовте, и Суат Месини, аналитичар и дел од Истражувачкиот центар за граѓанско општество. Би почнал со Петровска и со Месини, кои што голем дел од своите активности ја минуваат во ова следење на судската правда и неправда. Петровска како еден, меѓу друго сте и адвокат, гледа на правораздавањето по и овие и сознанијата што ги презентиравме минатата недела и она што го откри работната група. Така, прво благодарам за поканата во студиото ваше. По однос на вашето прашање, јас би кажала само дека во поглед на ова функционирање на целокупниот Акмис систем, некако јавна тајна беше дека има манипулации, дека се злоупотребува истиот во прераспределба на предметите, меѓутоа за постоењето на овие нови наводи кои што сега ги истакнавте за постоење на паралелен систем покрај Акмисот, искрено да бидам, сум зачудена и јас немав воопшто никакви сознанија, нити пак некој навестил такво нешто дека функционира во позадина. Мислам ова професионално од адвокатски кулуари па и од невладиниот сектор. Така што извештајот кој што се уште не е јавно објавен, за кој што искрено и јас едва чекам да го прочитам со оглед дека е декласифициран, за да ги видиме неправилностите кои што се утврдени. Се надевам дека што поскоро соодветните државни органи до кои што е доставен истиот, односно јавното обвинителство, дека ќе превземат веднаш мерки. Месини, слушнавме во врска со извештајот на работната група кој што е декласифицирано, Министерството сепак се уште не го дава на увид на јавноста, вели председателот на Судскиот совет ништо помпезно, ништо спектакуларно. Од ова што го слушнавме, има повеќе од спектакуларни неправилности на кои требало да се реагира, а не било соодветно реагирано. Што тоа говори? Би сакал да
ставам фокус на два аспекти. Едниот аспект е дометот на функционирањето или на можната акција на граѓанскиот сектор. Оние организации, активисти и така натаму кои што се бават со оваа област, знаеа одамна за не само пречекорувањата на законите, туку и еден облик на мафијашко здружување во оваа афела, која што, слушавме и од прилогот, значи, таму се констатира во писмото дека некои работи се приметиле од февруари 2012 година. Од февруари 2012 година не функционирала работна група за управување со движење на предмети, што е законска обврска за секој председател на суд. Во меѓувреме имало избори, реизбори на председатели на судови, а управувањето со АКМЕ системот е еден од клучните столбови за нивно оценување. Значи, со години наназад ние го репериравме, особено во златниот период на заробувањето на државата од 2008 до 2013. Ги репериравме деталите на конкретните чекори како вие заробувате држава. Еве еден неповрзан пример, ама колку да ви дадам една представа. Се укина законската обврска во Министерството за финансии за креирање 3-годишна стратегија за управување со долгот. И ако ако ви видите експлозијата на задолжувањето во тие наредни 3 години, вие не можете да не ставите една причинско-последична поврзаност тука, дека требаше да се смени законот за да му се овозможи некому ексесивно да задолжува државата и да си ги реализира своите проекти. Неработењето на оваа група е тотално испример. Значи, ако таа група функционирала, таа ќе морала да известува. Ако морала да известува, ќе морала да известува дека системот на распределба на предмети преку АКМИСот не функционира. За да не се случи тоа, оваа група не функционира. И сега, гангрената на системот овозможи да никој не се занимава со тоа зашто оваа група не функционира. Ова е помал дел од проблемот, иако е тоа стравотен проблем и мислам изјавата на Караджовски е навистина помпезна, на волкав облик на мафијашко здружување и злоупотреба на закони и на уставот на Република Македонија, да кажете дека ништо не се случило е навистина помпезно. Сакав да потенцирам дека во еден момент стана абсурдни, безпредметни известувањата на невладините организации дека се случуваат вакви работи, дека се случува злоупотреба на системот, бидејќи ниеден компетентен орган не беше во функција за да превземе нешто или одговори на тоа. Добре, ние имавме изјави од челници на високи суд, во високи судски инстанции кои велеа кој е тој прибег кој што дојде тука 3 дена и виде се демек што се случува, меѓутоа излезе дека токму чекорите кои што се презедоа после препораките на тој прибег кој што дошол тука 3 дена и не можел ништо всушност да утврди, дека тие ги лоцираат токму клучните канцер проблеми во системот. Само уште една реченица да овој првиот аспект да го завршам. Мислам дека граѓанскиот сектор ја заврши својата улога и својата мисија во тој дел. Планината пред која што се испречи беше, значи таа пречка беше ненадминлива заради природата на функционирањето на невладините организации, кои што немаат алатки, законски и други, за да може да направат нешто повеќе од тоа што го правеле, да известуваат, да откриваат и така натаму. Вториот аспект е ова што го спомнате сега, јас го лоцирам тука проблемот на едно комплетно отсуство на кредибилитет и интегритет на правосудната фела. Значи имало луѓе кои што работеле со Приве, извештајот на Приве воопшто не е наивен и тој воопшто не е лаички. Тој е многу стручно направен, ама стручно е направен затоа што имало компетентни соговорници во процесот на изготвување на тој извештај. Меѓутоа, во судската фела да немате никој, ни еден кој што јавно или некоја група или од одреден суд или од одреден оддел или од не знам, од било кој ниво
да се појават суди и професионалци, обвинители, што год, кои што ќе направат, како рече Караджовски, ако ништо друго, еден помпезен чекор и да укажа дека комплетно системот е урушен, јас тоа не можам да го разберам. Тоа е парадигма на нашата, ќе речам, недржавотворност на клучните институции, особено луѓето во овие институции. Значи, вие да живеете професионално во одреден простор, да ја градите својата кариера, при тоа гледате дека има паралелен систем, при тоа гледате дека законите страотно се урушуваат и така натаму, и вие си ја гледате својата лична работа, значи не постои термин со кој што можете тоа да го определите како еден неморален, непрофесионален, не знам, пад на интегритетот во фелата. Ама ова не е ламентирање јас сега што го зборувам, туку сакам да укажам на тоа дека ова што, значи, концептот што го имаше опозицијата сега на власт, а тоа е без капка крв, само со пенкало и така натаму, кој што концепт преживеа само затоа што, нели, екзекуторот немаше чиста мета, сега е трансформиран во еден друг концепт, а тоа е дека не можеме ништо да направиме затоа што ќе не обвинат за реваншизам. Познато е дека јас сум еден од оние кои што заговараше радикални решенија уште од старт. И сега гледате, ние имаме тука приказ на групата која што не го управувала Акмисот, не го наблюдувала, па имаме страутни нарушувања од страна на судскиот совет и така натаму и така натаму. И сега ние ќе се правиме цивилизирани и ќе потрошиме 3 години за да тоа институционално некако го решиме, а не знам како ќе го решиме, пошто таа мафија за која што ние зборуваме е се уште таму. Ќе остане отворена и истрага од страна на јавното обвинителство, постанува да се види што и како, иако голем дел од работите може да се изанализираат и одговорноста да се лоцира само со читање на 3 закони, еден подзаконски акт и враќање за еден ден и вртење на сурфање на сајтот на кривичен суд да се види кој во кое време на која функција бил и во останатата судска хиерархија. Стојковски, ова е второ продолжение на оваа сторија околу Акмисот. Во меѓувреме гледаме дека отсуствува конкретна реакција. Напротив, има некакви обиди и од страна на Советот, на Судскиот совет, која што била клучната институција, која што ова морала да го знае, сето ова да се минимизира. А беше еден од предусловите и еден од условите во извештајот на Приби и еден од 5 клучни предуслови за одмрзнување на препораката. Може би е обид да се минимизира прекршувањата или пак е обид да се заборави на оној кој што би бил одговорен. Веројатно е лесно да дојдеме до одговорниот, како што зборувавме сега пред малку. Ќе прочитаме 2 закони, правилници, ќе ги погледнеме луѓето кои биле на соодветната функција, меѓутоа тоа е одговорност за вака, за на нашава маса и да посочиме дека овој веројатно направил некакво прекршување на законите или пак на правилникот. Ама за да дојдеме до вистинската одговорност и да има последици за одговорниот, треба да ја следиме постапката понатаму. Постапката во моментов, колку што слушнавме од вашиот прилог, ја води веќе обвинителството. Може би ќе излезе на крајот. Јас не би бил толку убеден дека писмото на судијата Рибарев доаѓа во добро време, и не би бил толку убеден пак исто дека писмото на Рибарев не значи обид да се спаси самиот себе си од некаква одговорност. Ако тој знаел за работите, можел за истото да опомене уште во времето кога можел, не морал да чека толку доцна.
Има многу работи кои што би можеле да ги сакаме и да ги посакуваме, ама треба да ја дефинираме точната. Не, впрочем, ова тоа писмо беше кажано во прилогот дека во најголем дел тој си дава отчет за тоа што го работел. Затоа и реков, можеби е обид да се спаси, можеби е обид да се спаси себе си од одговорност, меѓутоа што е она што ние сакаме да го постигнеме? Дали сакаме да имаме подобар систем или сакаме да видиме, да почувствуваме крвта на оние кои што во одреден момент се нашле во позиција да ни изгрешат или да не жртвуваат нас. Ако сакаме да ги видиме нив во улога на жртви, тогаш веројатно нема да го подобриме системот, барем не онака како што Прибе очекува од нас. И затоа веројатно се повлекоа од оние ударнички изјави во почетокот дека ќе видиме целосен реизбор на суди, дека ќе видиме целосни реформи. Меѓу другото и заради тоа што веројатно не можеме да испорачаме не во вакви услови такви реформи какви што еве и Петровска може да каже дека ако се навлезе малку подлабоко во начинот во позицијата и улогата на АКМИСот. АКМИСот не е само систем за распределба на предмети. Преку него се собираат и податоците околу учинокот на судиите. Значи тука веќе имаме, а доколку се потврдат овие информации за малверзации, за злоупотреби, тогаш имаме нарушување на целиот тој систем на вреднување на судиите, што како легитимно го наметнува прашањето можеби не за реизбор, туку за реевалуација. Бидејќи некои настрадале, а некои напредувале на база на неточни податоци. Значи, ние можеме да го видиме извештајот или би можеле да го видиме извештајот за злоупотребите за АКМИСот и реков, тоа е доволно за ние овде на масава или на било која друга маса да утврдиме од некаква одговорност. Да го исчитаме и да ги провериме луѓето, па да кажеме, добро, овие се тие што ја направиле злоупотребата. Меѓутоа, за вистинската одговорност и за да можат тие на вистина да одговараат, треба да имаме судска постапка. Без судската постапка, тогаш ќе биде само наше обвинување. Судската постапка мора за да се затвори целосно работата. И за да знаеме дека на вистина сме му дале шанса прво да се одбрани, ако не е тој, и ако се сомневам дека такво нешто ќе биде, ама да направиме судска постапка во која што ќе го добиеме вистински одговорниот, препознаен и на крајот соодветно казнен. Боби, само во една реченица, ако може една мала дистинкција да направам, чувствам некако дека е потребно. Ова Андрија што го кажува е навистина битно и е суштинско во однос на тоа како ние би дале пример каков систем понатака сакаме да градиме, особено да не се повторува од порано. Меѓутоа, треба да направиме дистинкција меѓу крвожедноста која што ја навести на некои луѓе, кругови и така натаму, со она што навистина треба да биде пример. Само да не заборавиме дека оние кои што дали е дистинкцијата меѓу она што евентуално би било кривична одговорност и она што значи морална, етичка, професионална одговорност за одредена структура на луѓе кои што треба да се сетат самите да си дадат оставка. За морал и етика. Тоа не постојат тие категории тука. Не мора да престанеме да збориме за тоа. Сакам оваа дистинкција да ја направам само во една точка. А тоа е дека органите кои што треба да спроведат истрагата и кои што треба да доведат до правично решение и од извештај до утврдување на вина, се плюс-минус дел од механизмот кој што ги создаваше сите проблеми. И сега оваа влада нема на кого да се ослони, или речи си нема на која институција да се ослони, да го избутка овој процес како што треба. Значи, не е поентата дали некој сака крв или не, него поентата е од кого ние можеме да очекуваме да добиеме релевантна истрага на крајот на краиштата. Од која е таа институција? Обвинителството? Која? Судиите сами од себе? Министерството за правда, кое што сега што ние треба да фантазираме, каква верзија ние ќе добиеме исплакната на извештај, зашто не го објавува? Тоа нема да биде интегрално објавено, затоа што треба таму да се исплакнат некои работи. Да не се лажеме.
Се извинувам, тоа беше само да ги... Добра беше интервенцијата. Добра беше интервенцијата затоа што точно е дека се очекува заробената држава самата да се ослободи или институциите кои што биле заробени и се веројатно се уште заробени, самите да се ослободат. И ќе биде многу тешко. Јас мислам дека се ова што ни се случува до сега оди толку тешко и толку разочарувачки напати токму поради заробените институции. А кај крвожедните, јас сум еден од оние кои што се фаќа себе си во текот на денот во различни расположенија. Во одреден момент се жестам пред телевизорот или пак пред мониторот на компјутерот заради тоа што не е крвожедност, меѓутоа очекувам дека таа одговорност ќе биде драстична, ќе се случи веднаш и дека ќе се чувствуваат подеднакво лошо оние кои што државава ја донесоа во ситуација во која што ја донесоа, како што се чувствуваат сите други луѓе од другата страна во тоа време. Меѓутоа, подоцна се свестувам и велам дали тоа навистина е она што го сакам, дали јас сакам наизменично да се казнуваме или да си создаваме, да живееме во држава од која што едноставно сакаме да побегнеме. Мислам дека на Македонија е добро и е веќе крајно време да почне да живее нормален живот или да создава нормален живот за своите граѓани. Меѓутоа, тоа би било и позитивен пример, доколку постои сутврди одговорност, сутврди евентуално кривична одговорност на некој, не зборуваме за дисциплинска одговорност на суди. Ако се докажат овие злоупотреби на вистина, ќе дека ќе бидат казнети. Ќе оди со кривична одговорност. Не, се слагам. И би требало да се постави веќе еднаш во оваа земја позитивен пример во поглед на одговорните во институциите, посебно во судската власт, дека треба да одговараат некогаш. Сакам да кажам нешто апропо моралната одговорност или личното чувство кај прекршителите. Ние имавме пред известно време луѓе кои што си поднесоа оставка наведувајќи морална одговорност, а моралната одговорност дојде како со подсетување од подсетник. Таква морална одговорност на нас не ни треба. Последниот човек кој што во Македонија си дал оставка заради од морални причини и притоа никој не го присилил на тоа, барем јас така сакам да верувам, е Антони Пешев од позицијата на министер за сообраќај и врски. Говорите за Државната изборна комисија, веројатно сега истото ќе треба да се случи и со Советот на јавни обвинители, кој што денеска американскиот амбасадор го потсети дека тоа што го прави е конфликт на интереси. Господине Тилев, еден од тие ние ги сублимиравме во 5 клучни предуслови за реформски приоритети за одмрзнување на препораката, беше токму формирањето на оваа работна група околу АКМИСот, завршување на нејзината работа и давање на нејзините препораки, колку сето она што досега е направено ќе биде доволно за преодна оцека од Брисел. Па, јас би сакал да говорам повеќе од аспект на тоа дека ние тендираме, и тоа е нашата цел, една од основните цели е да обезбедиме владење на правото. Па пред да говориме за одговорност или да говориме за епилогот од процесот, добро е да му дадеме време и да му дадеме простор на процесот да помине низ своите нормални канали, за да видиме дали тој може да издржи еден таков притисок на предизвици од ваков тип на девијации, кои велам за сега се само евидентирани инсинуации, меѓутоа ќе со одредени докази, наводи, кои што сепак треба да поминат тест на институции, треба да си го поминат тестот на процедурите. Јас би се навратил на еден момент кој што го слушнав, ми се чини на почетокот на емисијата и го слушам веќе неколку пати низ емисиите, а тоа е извештајот на групата на експерти, високи експерти, предводена од господинот Прибе, и дека тие за 3 дена или за 4 дена или за 5 дена имаат детектирано слабости во нашиот систем, кои што не се препознаени со месеци или со години. Тоа не е баш така, односно господинот Прибе и првиот пат 2015 година и вториот пат пред година дена беше тука и навистина помина со група на експерти кои што се од висок калибар, експерти кои што многу пати во изминатите години биле во Македонија и учествувале во разни оценски мисии во делот на правда, внатрешни работи, вклучително и овој систем, правосудниот систем,
Што значи дека не станува збор за тродневна или петдневна мисија и веднаш лиферување на еден ваков детален и квалитетен инпут и првиот и вториот извештај. Да, но само една мала дигресија, тоа не се мои изјави, ниту изјави на моите колеги, тоа се изјави на носители на високи функции во правосудството. Бидејќи сме на емисија, јас повеќе сакав на јавноста да ги доловам дека не станува збор за некоја еднонеделна мисија во која што се откриваат сите слабости во системот кои не биле откриени или никој не бил способен во државата да ги открие, тие само го сублимираа и првиот пат 2005 и повторувам 2017 година, она што неколку години наназад низ одредени оценски мисии беше детектирано и такви извештаи беа правени во одредени сегменти, меѓутоа со популарно кажано при Б1 и при Б2, тие беа сублимирани со соодветни препораки. И порано сме имале препораки. Тие препораки секогаш биле дел од реформскиот процес. Ние сме постојано во тој реформски процес и уште долго ќе бидеме во тој реформски процес, бидејќи тој нема крај. Тој секогаш ќе се одвива се додека не станеме членка, па и кога ќе станеме членка и понатаму ние ќе се движиме во некои реформи. Се движи и се менува. Да, но сега сме во специфична ситуација да исполнуваме услови за одмрзнување на препорака, односно за да се вратиме назад неколку чекори. Токму така. Значи, она би рекол иницијална каписла, која што господинот Прибе ја лансираше, веќе беше сигнал дека работите се отидени предалеку, дека девијациите се евидентни. Факт е, штом тоа стои во неговиот извештај и штом беше констатирано години наназад дека има одредени слабости или дури назадување во процесот на реформи во правосудниот систем, штом тоа е евидентирано и штом се евидентирани тие слабости, дури стрикно таксативно наведени и наброени во неговиот извештај и штом тој го посочува и АКМИС системот како една од слабите точки, значи дека се такви слабости детектирани, откриени и дека кон нив треба да се пристапи, односно треба да се елиминираат тие слабости во системот, бидејќи тие слабости во системот предизвикуваат пред се девијации во системот, но и недоверба во судскиот систем. Една од основните заложби и на планот 369 и на забелешките од Европската комисија преточени во планот 369 беше враќање на довербата во судскиот систем и во правосудниот систем. Исто така фактот дека АКМИС или целиот тој систем и реформите во системот се дел од стратегијата за реформа на правосудниот систем говори дека нешто е препознаено и дека активности се преземаат и ќе се преземаат. Во планот 369 имаше дефинирано прецизно дека се тргнува со проверка. Тоа е таа комисија која што направи проверка прво во Врховниот суд, во Апелациониот суд и во Кривичниот суд, Основниот суд Скопје 1, продолжува и понатаму кон другите судови со продолжено, односно проширени надлежности и ќе трае се додека не се покријат сите судови, односно сите институции. Мора да се открие на крајот како системот функционира, кои се неговите слабости, но она што е особено важно е дека треба да има препораки за тоа како да се надминат слабостите, како да се елиминираат тие багови кои што постојат во системот, настрана од процедурите кои што ќе се спроведуваат во соодветните органи на прогон или на гонење, кои што треба да направат истрага за тоа кој, каде и зошто направил одредени пропусти, намерни или ненамерни, и соодветно да се биде санкционирана, соодветно да се бидат санкционирани тие дејанија, тие действија. Но јас се фокусирам и тоа стои во нашиот план 369 дека треба на крајот да завршиме со препораки. Системот мора да биде ревидиран, системот мора да биде подобрен и системот мора да ги елиминира тие потенцијални можности на злоупотреба за да го вратиме, за да ја вратиме довербата во системот и такви работи да не се случуваат понатаму. Исто така има еден елемент и во стратегијата што се однесува на АКМИСот или на тој систем за автоматска распределба на предметите, ќе треба домаќин на системот кој е одговорен, кој е надлежен за системот да функционира по сите правила и прописи и исто така ќе се воведе годишна ревизија.
Значи, до сега, откако системот почна да функционира, откако почнал да функционира, тој систем не е проверуван редовно, треба да се проверува редовно, секоја година ќе се прават ревизии и врз основа на тие ревизорски наоди и препораки, понатаму системот ќе се ослободува од таквите багови или од тие сиви зони во распределбата на предметите. Знаете што е добро или што е разликата помеѓу ПРИБЕ и сите други извештаи и препораки? Разликата е во тоа што на ПРИБЕ му дадоа шанса да зборува отворено, да ги напише работите онака како што ги нашол, како што ги увидел, без при тоа да треба да го става тоа во обланда. И извештаите на ПРИБЕ и првиот и вториот се веројатно најдиректните извештаи кои што излегле од комисија. Меѓу другото и заради тоа што не се автентично извештаи на комисија, туку се извештаи кои што ги подготвиле група на експерти кои што биле најмени од комисија, а комисија се сложила со нивниот јазик. Тоа беше добрата страна на извештајот на ПРИБЕ и заради тоа на нас многу ни се допаѓаше, затоа што конечно работите за кои што зборувавме сите отворено во овие емисии, во разни извештаи, дојдоа кои што ние сме ги подготвувале, дојдоа отворено, јасно и гласно кажани. Што се однесува до реформите, пред неколку дена ја слушав изјавата на канцеларката Меркел во насока на согласноста помеѓу Социјалдемократската партија од Германија и ЦДУ дека ќе прават голема коалиција и вели новата реформска влада на Германија. Па побогу ако Германија зборува за реформска влада сега на ваква рамништа на развој, тоа значи дека навистина реформите никогаш нема да запрат. Макрон победи у Франција на база на реформи. Неговата програма за реформи. Меѓутоа, едно е надградување на систем, друго е целосно ресетирање на систем заради констатирани слабости и девијации. Само да се надоврзам на ово што Стојковски го кажа во однос на ПРИБЕ. Фактот дека извештаите на ПРИБЕ и првиот и вториот има таков одек, таков импакт во општеството кај нас, веќе рефлектира и емитира сигнали пошироко во регионот, да и стратегијата, односно ние популарно ја викаме стратегијата, кредибилната стратегија за проширување за Западен Балкан, лансирана на 6 февруари, веќе содржи елементи внатре кои што велат дека таквите позитивни искуства ќе бидат сега реплицирани и во сите други држави во регионот и во други области. Токму заради ова што беше кажано, кус извештај, прецизен, со целата фактографија внатре и со прецизни препораки. Тоа е тоа што ние го сакавме, ние го баравме, тоа е тоа што помага во реформите. И само да додам дека ние, лично никогаш не мислев дека ќе се разговара на тема дека некој зборувал дека за 3 дена е направено тоа. Значи, оние што такви изјави дојдоа. Да, ама еве сега од наблюдувачкава страна. Значи, го гледаме истиот образец на однесување на некои луѓе во таа фела како што беше пред 10-15 години, а бога ми може да се најде и сега, кога велат на пример што имаме ние Европска конвенција за човекови права директно да ја применуваме, ние си имаме наш устав. Што се залутани луѓе во таа фела кои што се како да кажам, или се работи за луѓе кои што правилно ја процениле тежината и идната тежина на извештајот на ПРИБЕ, па на ваков начин се обидувале да го минимизираат. Значи, тоа е обид за замајување на пошироката јавност дека тој извештај не е кредибилен. Ние сите знаеме и како е направен и колку е кредибилен. Во продолжение, планот 369 и што е она направено или не направено до сега, во јавноста и натаму одекнува онаа изјава на председателот на Европската комисија за одредени реформи кои што го изненадија светот, меѓутоа ден претходно вице-премиерот за евроинтеграции фактографски покажа до каде сме, колку сме и што сме направиле и зошто не. Да ја погледнеме и ова фактографска анализа како подлога за натамошната дебата. Црвено како аларм дека се доцни, жолто како предупредување и зелено за завршена работа. Вице-премиерот Бујар Османи секој вторник на владина седница на премиерот и на колегите им реферира кој дел од планот 369+ е обоен со некој од овие три бои. Според него, планот е билет за влез во Европската Унија,
а исполнувањето на реформите ќе биде клучот за отворање на европската врата. Столбовите на овој план се реформите на правосудството, безбедносните служби на јавната администрација. Планот 369 плюс е усвоен од владата во средината на ноември. Во делот правосудство се доцни со законите за кои треба двотретинско мнозинство. Усвоена е стратегијата за реформи на правосудниот сектор, донесен е закон за престанување на важење на законот за Советот на факти, а се доцни со законот за судови и изменување на законот за судскиот совет поради немање на партиски консензус. Воопшто не сакам ни да реплицирам на опозицијата за критиките дали касниме. Воопшто не сакам ни да кажам денеска дека касниме заради нив. Не е време да меѓу себе се расправаме по однос на овие мерки. Сакаме и вокабуларот и тонот да го имаме различен по однос на планот 369. Ова се за државата важни работи. Не се ниту за едната партија, ниту за владата, ниту за опозицијата. Затоа ја повикувам опозицијата овие закони кои што моментално се црвени заради непостоење на консензус, да постигнеме консензус. Законот за заштита на сведоци е донесен во владата, но не и во собранието. За законот не се бара двотретинско мнозинство, но владата инсистира и на мислење на опозицијата. Законот за укажувачи е усвоен, а со жолто е законот за бесплатна правна помош, за кој се уште има рок, иако не е усвоен во собранието. Усвоен е и законот за дополнување на законот за извршување на санкции. Во делот на собранието, исто така поради недостиг на политички консензус, се досни со работната група за реформи на собранието, која има за цел постигнување договор за измени во деловникот, а нема консензус ниту за носење на етичкиот кодекс за собранието. Во делот реформи на администрацијата, според Османи, завршена е најважната работа, а тоа е носење на стратегија за реформи во периодот од 2018 до 2022. Ова личи бенигно усвојување на стратегија, меѓутоа тоа е сериозна и макотрпна работа. Османи објаснува дека не се досни со реформите во делот борба против организираниот криминал, но не можеше да го каже истото и за изборните реформи. Дефинирање на план за реформи е тука се касни, бидејќи политичките партии не покажуваат се уште таков ентузијазам да навлезат во изборната реформа. Османи очекува дека и законот за јазиците наскоро ќе помине во собрание, со што вели дека голем дел од реформите во клучните сектори се исполнети. Нешто што и самиот председател на Европската комисија Јункер го пофали при посетата во Скопје. Османи вели дека роковите се јасни и мора да се почитуваат, но мора да има и политички консензус. Како стигаме до април, ние мора да испрачаме. Извештајот нема да не прашува дали ние имаме разлики внатре. Извештајот ги гледа боите и квалитетот, да не мислите дека Европската Унија само техничкиот процес го гледа, туку и како се имплементираат во реалниот живот. Дали се менува однесувањето на луѓето, дали во правосудството, дали во јавната администрација. Они бараат да се рефлектира духот на законите во секојневието. Меѓутоа, нема да ги интересира било какво алиби, зашто не се усвоени реформите. Владата размислува да ги донесе со просто мнозинство оние закони каде не е потребно двотретинско мнозинство, а кои се под закана за доснење, бидејќи се чека мислење на опозицијата. Сепак рацете им се врзани за оние закони каде е потребна согласност и на опозицијата. Нешто остварено со нешто се доцни. Некои работи ќе зависат и од, за жал, политичките договори или политички пазари. Господине Тилев, можно е ли да се пресметаат тие проценти кои што и вие ги пресметувате во владата, па последните на кои што реагираше опозицијата беа 42% остварен, реагирајќи на владин документ. Дали е тоа зголемено во меѓувреме и што воопшто значи таа поделба на реализирано, делумно реализирано и така натаму, како се дели? Прво да кажам дека кога влегувате во едни вака обсежни реформи, се разбира дека мора да имате детален план. Тој детален план предвидува чекори, например за законите, од формирање на работна група до подготовка на некаков предлог за донесување на закон, па имате дебата, па ЕНЕР, најава и така натаму и така натаму. Тоа се, барем ние ги водиме во 10 на 12 чекори во заедница со тоа за каков тип на закони се работи. И при тоа имаме мерења од различен карактер. Колку се закони започнати, подготовката на законите, колку се започнати, колку се тие влезени во влада, кога ќе излезат од влада, колку се влезени во собрание, на кој начин се движат и така натаму. Кога говориме за закони, можеме да говориме за закони каде што станува збор за измена на еден член или на системски закони за кои што треба двотретинско мнозинство или пак Бадентерова поддршка. Комплексна е.
целата таа материја. Имате други мерки во кои што, например, станува збор за именување на некое раководно лице, на комисија или пак избор на еден јавен обвинител или слично. Не можете да ги мерите таквите активности во еден математички процент, па тој да биде валиден и да биде репрезент на успешноста или неуспешноста, или колкава е успешноста на тој план. Но сепак има еден документ кој што се вели клучни реформски приоритети и во него стојат сите областите, односно дури и законите кои што треба да бидат донесени. И сега ако се вратиме на тоа, ќе видиме дека освен што почна да работи работната група и го издаде првиот извештај, изменете законот за донесен е законот за укинување на Советот за утврдување на факти и сето друго, останатите 3 пакети кои што беа едни од првите задачи, се подготвени, се во собрание и сега ќе дојдеме и до таа точка каде што може и да заглават. Поентата кога почнав да објаснувам беше дека не можете да правите процент од закон со суштински карактер и една мерка од, именување на еден човек. Ние интерно се разбира дека правиме такви следења и знаеме кога ќе ги преброиме мерките, дали се тие 100, 120 и што од тоа сме штиклирале како исполнето. Но на работата не е во штиклирањето на исполнувањето на мерките и од тука пресметување на некакви проценти кои што можат во одреден момент да звучат оптимистички или песимистички. Станува збор за тоа како се движите во исполнувањето на мерките, тоа што си го зацртале како некакви цели, во одреден временски период. Некои активности се завршуваат со една одлука на влада, а за некој закон ви требаат 6 месеци, 9 месеци, 12 месеци за да дојдете во еден инклузивен, отворен, транспарентен процес со вклучување на сите чинители до крајниот епилог, до крајниот ефект. Па дури и после тоа, како ќе обезбедите и дали сте обезбедиле соодветна подршка, дали е тоа финансиска, дали е тоа човечки ресурси, дали се тоа опрема и слично кои се неопходни за да може тој закон да се спроведе. Тие се немерливи категории. Ние само интерно, чисто бирократски, административно, го мериме тој напредок и за тоа информираме секоја недела на влада. За првите 3 месеца, план 369, така како што го насловивме и како што популарно е познат, имавме реализација над 80 и нешто посто. Тоа е, јас работам 20 години во европска интеграција, 30 години во администрација, и во реализација на еден таков обемен реформски процес, тоа е многу солиден процент. 6 и 9 ги ставивме заедно. Зошто ги ставивме заедно? Заради тоа што сублимиравме и проценивме, дека владата процени, дека има такви активности кои не можете да ги цепкате за 6 месеци па за 9 месеци. И затоа рековме тој целиот процес 6 и 9 после локалните избори до објавувањето на извештајот во април ќе ги ставиме во еден пакет. И сега ако мериме како напредуваме во тој процес, сметам дека сме солидно напреднати. Голем дел се завршени активностите, еден дел се во постапка, а има, тоа го каже и подпредседателот, ако не се лажам и на пресконференцијата и сега вие во вашиот прилог, има неколку активности кои што се од политички поосетлив карактер и зависат од разговорите и преговорите со опозицијата. Ако следевте, сигурен сум дека следевте и господинот Јункер, во неколку наврати потенцираше дека позицијата, односно владата, работи и треба понатаму да продолжи да работи со опозицијата за да се обезбеди максимално можен консензус и прифатливост на предложените мерки. Добро, борите да се бара согласност, да се бара придонес и од опозицијата, меѓутоа мене не ми е јасно како може да се бара усогласување на, да кажеме, нацрт текст однапред. Тоа веќе упатува на некаква концентрациона влада, тогаш да се формира концентрациона влада, па сите заедно да се договараат и да ги продуцираат закони.
Значи, три работи кои што ги спомена Тилев држат, ми е драго што ги слушнав од човек кој што работи внатре во владата. Прв пат заради тоа што многу долго време ги скокавме, вели не сакаме штиклирање. До сега во принцип најголемиот дел од реформите е на штиклирање. Ако се сеќавате 2012 со пристапниот диалог на високо ниво, тие неколку мерки таму беа тотално штиклирање. Па добро знаеме, требаше да дојде еврокомесарот во посета, ги собра во 12 часот тие што ги собра, за да го донесат законот за медиуми и затоа сега го донесува таков како што беше, бидејќи тогашниот еврокомесар требаше да се пофали дека нешто штиклира во Скопје и сега ние повторно имаме реформи во медиуми. Затоа во 2015 во извештајот на Приве кажа убаво човекот дека ние имаме релативно добри закони кои што се во согласност со европските стандарди, ама ни недостасува имплементација. И оттаму, исто така ми се допадна што велиме дека не можеме да пресметуваме проценти, затоа што во стратегијава од 6 на февруари се вели дека е потребна сериозна политичка волја, покрај копенхашките критериуми, сериозна политичка волја, оддржливи и трајни реформи, кои што ќе дадат резултати, кои што ќе покажат резултати што соодветствуваат на целите што сме си ги поставиле. И оттаму ваквиот начин на одење во реформите е веројатно добар. Веројатно добар. Добро е и тоа што се работи со опозицијата. Подобро е да работиме со опозицијата. На крајот на криштата сите во сите демократски системи велат reaching across the aisle, да подадеме рака на опозицијата и да ги консултираме во донесувањето на одлуките. Јас сум сигурен дека ако консултациите се прават на време, ако во консултациите се слушаат соговорниците, а не само се прават консултации како што во добар дел во минатото беше пракса, ќе имаме шанса да имаме однапред подобри закони. Ние немаме вистинска информација околу сепак е Тилев дел од она експертско јадро на администрацијата и не би сакал сега него да го оптеретувам со тие прашања. Имаме од опозицијата која што вели дека консултации нема. Од друга страна имаме информации дека има работни групи и дека работната група за правда ја води Михајло Маневски од ВМРО-ДПМН. А тоа се негира дека воопшто постојат такви работи. Во 2 наврати бев повикан на консултации за законите од делот на прислушувањето, оперативно-техничката агенција, законот за следење на комуникации, законот за електронски комуникации, пред да биде усвоен на влада, кога беше објавен на ЕНР законот заедно со работната група од Blueprint, од невладините организации, од делот на полиција, следење и контрола на работата на полицијата, дадовме своји коментари. Истите коментари ги презентиравме во рамките во Министерството за внатрешни работи пред работната група што го работеше тоа. Учествуваа на дебата, се вративме назад, го направивме уште еднаш. Имаме и обратна ситуација. Законот за пакетот закони околу реформите на УБК е веќе во собрание, а ние и понатаму имаме реакција од една од клучните институции во државата, Факултетот за безбедност, која што не отстапува од првичните критики дека концептот со формирање на нова агенција е катастрофален. А законот веќе се носи. Значи, јас бев и на стручна расправа во собранието, на која што имаше многу луѓе кои што зборуваа, точно е, имаше луѓе кои што зборуваа против концептот на ОТА, имаше луѓе кои што зборуваа за концептот на ОТА. Таквиот систем, ниту еден систем прво не е идеален. И јас можам да посочам на работите на кои што веројатно посочија многумина во цела оваа стручна дискусија, каде би можела да се направи злоупотреба на системот. Зависи многу од интегритетот на луѓето кои што ќе бидат внатре. Меѓутоа, ако немаме идеален систем или ако немаме систем кој што е имун на злоупотреби, тогаш ова е решението кое што е веројатно за кое што веројатно има најмалку спорење. Јас не слушнав
Не слушнав сериозни забелешки или не слушнав несериозни забелешки, не слушнав забелешки од сите дека ова решение со оперативно-техничката агенција не треба да биде прифатено од сите. Имаше такви кои што го бранеа ваквото решение или имаше такви кои што даваа коментари за подобрување. Во најдобар дел од случаите коментарите беа прифатени. Јас би генерализирала, не би се свртала само на овој закон, меѓутоа велиме не можеме да пресметуваме проценти, од друга страна не можеме чек-листа да остваруваме од делот од стратегијата која што е предвидена, не смееме. Меѓутоа што можеме со стратегијата кога ќе земеме во предвид дека она што е предвидено во истата според наше видување на невладиниот сектор, особено во делот на правосудството, е реализирано премалку до овој момент. Кога условно кажано не гази време до април месец кога треба да се изведат тие извештаи, значи одиме на делот на можеби пребрзо буткање на овие реформи по секоја цена, на сметка на квалитетот на реформите и слично, така што за мене се тоа дискутабилно. Сует. Амбициозна е агендата на 369 и така натаму и ја би сакал да ја проширам малце дебата во однос на се согласувам дека ние за кратко време не можеме супер квалитетни решенија да донесеме и прашање е колку сме инклузивни во сето тоа, односно овие што подготвуваат и така. Тоа може да биде предмет на расправа отпосле, не е проблем. Овие осетливи теми бараат и одредени споредбени анализи, значи како е тоа решено во други системи, во други држави. Треба да се отвори суштинска дебата, па ако не, зошто не е јавна, еве со факултетот за безбедност да видиме каде тоа ние концептуално не се согласуваме едни со други и така, бидејќи овде зборуваме за несогласување по магистрални токови, не за некои детали и така надолу, што воопшто не е небитно. И сега нас не гази април таму 17, не знам кој. Во кој дел сакам да проширам дебатава. Мислам дека ако се постигне клучен напредок, јас имам дилеми околу тоа, во ред, клучен напредок во преговорите со Грција, мислам дека за се друго може да ни прогледаат низ прсти и да речат, оке, процесот тече, му треба време заради квалитетни решенија, заради инклузивност и така натаму, така што јас не би паничал многу во однос на овие работи, да бидат точно сите цакум-пакум средини со целофан на 17 април. Значи, тој процес треба да тече што е можно поквалитетно. Ние ќе го пробиеме 17 април. За да нема дилема. Значи, нема шанси. Меѓутоа, Брисел ќе го верификува напорот и изведувањето на процесот и ако е само заради тоа, значи ќе одмрзне препораката. Или ќе ја услови. Или ќе ја префрли за јуни месец или како год. Значи процес, ние само треба да покажеме дека сме сериозни во тој процес, дека процесот тече и не мора да испорачаме ние поклон од целофан на 17. Наградното прашање е преговорите дали ќе бидат клучниот момент. Можеби и тука ќе добиеме некаква бидејќи ја вака приватно мислам дека ова после посетата на Кодзијас која што се очекува скоро, дека ние нема да имаме сериозен значи десизивен помак напред. Значи може ние и тука да бидеме, јас сум оптимист дека Брисел ќе го откочи процесот или ќе го одмрзне како тоа го велите вака стручно метеоролошки не знам. Поентата е ова Натали што го спомна, колку ние имаме комоција да донесеме решение за кои што ќе бидеме свесни дека оке, има недостатоци, пропусти и така натаму, па во некое друго време во откога ќе се изнивелираме со Брисел и овие работи ќе ги надградуваме и поправаме. Ние сме некако многу комотни, од друга страна ние нема време, а од трета страна тие работи не ги пишува во извештајот на владата околу реализацијата. Например, јас имам некои сознанија, тоа е било многу интересно за
Значи за јавноста да се стави во тој извештај за остварување, значи заради кои се точно работи се доцни со одредени работи. На страна комплексноста на целата приказна, значи не може во 3-6 месеци некои работи да се направат, меѓутоа има и таму некои субјективни причини, отпори и така натаму кои што го кочат процесот. Веројатно треба да ставиме некаков извештај во кој што ќе кажеме колку работни групи постојат во помеѓу парламентарните партии во кои што се дискутираат соодветниве закони, кој од политичките партии учествува во која од работните групи. Јасно е дека ние имаме ситуација кога опозицијата тврди ги признаваме. Кога не им треба, не ги признаваат. Единствената работа која што ја знаме дека во моментов многу малку зборуваат за овие работни групи, тук и таму ќе чуеме по некаква информација дека постојат или дека работат, или например дека Михајло Маневски учествува во работната група за реформи во судството. Јас лично не сум многу среќен со Михајло Маневски таму, знам каква креатура создаде од судскиот систем во Македонија Маневски. Меѓутоа, ако политичката партија него го предложила да учествува во работната група, тоа е тоа. Јас не можам на ВМРО ДПМН да му кажам кој треба да учествува, а кој не треба да учествува. Мене ми беше поентата зашто час се признава, час не се признава дека постојат такви работни групи, за да дојдеме да го поврземе до изјавата дека некои законски решенија прво ќе се усогласуваат. Признавањето или непризнавањето на работните групи треба да го поврземе со позицијата во која што се наоѓа Христијан Мицковски како лидер на ВМРО ДПМН, со разединетоста на политичката партија која што постои во моментов, со интересите на многу други групи кои што ги има во рамките на ВМРО ДПМН и во рамките на парламентарната група, и со потребата да не се доведе во прашање дека обстојува политичката партија на барањето за ослободување на така наречените политички затвореници кои што учествуваа во крвавиот четврток минатата година. Така што дали ќе признаваат во одреден момент или нема да признаваат и зошто ние многу малку знаеме за тие работни групи, треба да го врземе токму со оваа позиција. Се радувам дека сепак говориме нели за транспарентност, отчетност и така натаму, велиме дека голем дел од законските решенија ќе зависат од усогласувањето и инклузивноста, значи да се разбереме во почетна фаза, што е веќе форсирање на еден сосема и друг тип некој модел. Јас го кажав примерот на почетокот. Делот што се однесуваше на следењето на комуникациите беше консултиран со граѓанско општество. Граѓанско општество даде своји коментари и тоа во повеќе групи за повеќе прашања. Ние имавме наши настани на кои што Министерството за внатрешни работи се појави. Ова е веројатно прв пат Министерството за внатрешни работи воопшто да се отвори за граѓанско општество за да дискутира за темата. Да се разбереме. Реков и пред малку, не постои идеален систем и ние сите би требало да тежнееме кон тоа, меѓутоа ова што го добивме во моментов веќе содржи дел од препораките за кои што зборувавме. Да, но од друга страна имаме и формирање на Совет за реформи, кој што потоа се распадна, не знаеме зошто, па премиерот најави еден чуден композит, па откако дузина експерти го нападнаа дека не може председател на Врховен, на Совет на јавни обвинители, на судски совет да седат во совет одавно тело на премиерот, бидејќи тука се рушат и уставните принципи. Помина и јануари и февруари и ние се уште не го знаеме ни составот на телото нити ништо. Мораме на реклами па со поентата потоа. Рекламите се важни. И се враќаме назад. Влегуваме во завршницата на вечерашната топ тема на ваша страна со завршните согледувања, меѓутоа претходно му должам збор на својот околу овој дел кој што го анализира. Сакав само да го демистифицираме овој момент со транспарентноста, учеството на опозицијата и така натаму. Значи, јас мислам дека нема никаков проблем со транспарентноста визави опозицијата. Опозицијата има пристап до секој реформски зафат и така натаму. Друг проблем е што
Опозицијата е нормално ставена и заради роковите и заради испочитувањето на некаква политичка култура во носењето на овие реформски зафати. Ставена е, значи, во избор или да минува одреден реформски зафат, или да даде конструктивен прилог. Значи, таа заради очигледни причини не сака да минува било што адхок, нели, однапред. Од друга страна нема капацитет да даде некој конструктивен придонес, конструктивен во рамките на оваа атмосфера која што сега владее во реализацијата на овој план, бидејќи е тотално индиспонирана, се бави сама со себе и така натаму, сам да не навлегуваме у тоа дека... Добро, ајде и да го почнеме овој завршен круг. Вице-премиерот вели владата размислува да ги донесе со оние или да им даде предност на оние закони кои што може да се донесат со мнозинството што го има парламентот, кои што го имаат во парламентот владата во моментот, владиното мнозинство и парламентарното мнозинство, а за понатаму да се остават оние за кои што ќе треба двотретинско глас. Меѓутоа, најголем дел, особено од законите за судството кои што би го овозможиле, тој рестарт на системот се токму двотретинските закони. Дали тука влегуваме на нова пречка и бариера? Тоа го знаеме одамна, тоа го зборуваме одамна и тоа беше очигледно од самиот почеток. И ние, значи, јас зборував, не знам уште од кога, дека за да вие донесете закони за кои што треба двотретинско мнозинство, вас ви треба реформска опозиција. Вие имате остатоци од мафијашка опозиција, мислам сегашна опозиција, некогашна мафијашка власт, и вие нормално не можете да очекувате, освен обструкции, нешто друго. И нормално е дека дека главната ориентација на владата ќе биде прво да се занимава со законите за кои што не треба двотретинско мнозинство, очекувајќи дека ќе надвладее некаква, не знам, политичка свест или крстете го тоа како сакате кај опозицијата, да учествува во името на развојот на Македонија и евроатлантските бла-бла и така натаму, дека ќе се надмине себе си и ќе учествува во тоа двотретинско мнозинство и така натаму. Вие немате сериозен човечки материјал таму со политички, етички кредибилитет и интегритет. Значи, тој момент за сега е ненадминлив. Ама тоа беше познато и тоа беше многу предвидливо. Целата приказна се остави да се види што ќе се случува, требаше да се избере нов лидер на опозицијата, да се види како они ќе се ориентираат и така натаму, дали ќе бидат кооперативни или не, да го употребам сега тој израз во реформска смисла и така. Но вие немате решение. Вие немате решение. Вака доаѓа работата, Заев да ја повторува сентенцата на Груевски од пред, знаете, од 2008 таму, дајте ми 63 пратеници да не ме условува ово и оно и не знам што. Значи, тука има, сакам само да потенцирам дека дека тоа е објективна пречка. Дека тоа е објективна пречка. Вие имате нагазни мини, имате политички партнер во владината коалиција кај што сте вие, односно Заев конкретно, in hostage, како се вика, во заложничка криза. Значи, ја не зборам се апологетски, познато е дека ја сум еден од големите критичари на оваа власт, ама тоа се објективни причини поради кои што не може да се тераат работите напред во овој момент. Затоа мислам дека треба да гледаме малце оптимистички, дека овие напори, можеби без целосен производ, ќе бидат препознаени од Брисел и дека на 17 април ќе имаме одмрзнување. Ќе ви дадам завршен збор на вас. Петровска, околу делот, последните 3 минути ги имаме, околу делот на судските реформи. Голем дел ќе мора очигледно да се одвиваат парцијално, бидејќи системските закони бараат двотретинско мнозинство. Што ќе значи тоа? Јасно, меѓутоа добро би било оваа влада во овој период, што секако кажавме дека ќе го премине, пригази рокот што е поставен во април месец, добро е да ги отпочне веќе тие процеси. Значи, каде се тука јавните дебати, дискусии, предлогот закони, целиот концепт тој поставен како што е во моментов со прикачување на ЕНР, со можност за коментари и слично. Значи, целиот тој процес во поглед на многу голем дел од законите во овој момент изостанува. Значи, транспарентноста во тој дел, мислам дека треба да се унапреди и тоа како.
Андреа, вашето заклучно согледување се чини дека она што е најголемата инвестиција во моментов се обидите за решавање на спорот за името, бидејќи одмрзнување на препораката ќе има. Тоа е факт, не треба да се сомневаме, меѓутоа тоа повторно нема ништо да значи без решавање на спорот со името. Препораката нема да се ефектуира ако ние спорот со името не го решиме. Тоа е многу јасно. Долго време во исчекување бевме на таквата ефектуирана препорака. Ако ги ставевме тешките закони или оние кои што бараат двотретинско мнозинство во планот 369 или на почетокот, веројатно уште ќе тапкавме во место и ќе очекувавме дека ќе ги усвоиме. Оттаму многу паметно беше што стратегијата е усвоена. На крајот на криштата во стратегијата стојат и други рокови кои што можеме да ги следиме понатаму и овој план 369 според зборовите на владата не треба да представува конечен документ, туку ќе продолжи понатаму. Ако ние започнеме преговори, односно ако го решиме спорот со Грција и добиеме датум за почеток на преговори, ќе се најдеме во положба во која што Европската унија ќе има многу поголем притисок врз нас и ние ќе имаме обврска да испорачаме многу повеќе за да можеме да продолжиме понатаму. Бидејќи преговорите се интензивен процес во кој што ќе се очекува од нас да исполниме услови за да отвориме поглавје, да работиме на реформски зафати за да можеме да стигнеме до моментот на затворање, да работиме подоцна да го одржуваме нивото на реформи во поглавјето во задоволителна мера за да можеме да ги затвориме преговорите на крајот. Точно реков. Ако ги отвориме преговорите, Унијата ќе има шанси за многу поголем притисок врз нас. Тоа ќе биде добрата страна, заради тоа што во такви услови ќе можеме да работиме многу повеќе на реформски зафати. Во овој момент, јас не се сомневам дека ние ќе испорачаме до крајот на планот 369 или до јуни доволно резултати за да може да не третираат како добар пример во случајов. Комисијата во стратегијата кажа дека е подготвена да испорача препорака на Македонија. Председателот Јункер исто да го повтори вчера. Оттаму не сум задоволен од немањето на амбициозност или сакам да видам малку поголема амбициозност од владата, меѓутоа преговорите ќе значат многу поинаков начин на работење. Тилев, која е вашата оценка? Ова се два процеси кои што одат паралелно, колку процесот или неуспехот на процесот околу името може да влие све демотивирачки на овој реформски зафат кој што е започнат? Во една идеална ситуација би било решавање на спорот со името, изнаоѓање на заедничко прифатливо решение, отварање на преговори за пристапни преговори и членство во НАТО. Тоа е една идеална ситуација. Никогаш не можеме секогаш да се потпираме само на такви идеални ситуации, бидејќи животот носи многу други предизвици кои што ни се и непознати, никој нема кристална топка за да види што ќе се случи за месец, 2, 3 или 5. Но реформскиот процес мора да се движи. Планот 369 има основа за да обезбеди пристапни преговори во јуни или од јуни натаму, под предпоставка дека прашањето со спорот со Грција ќе се реши, но мора да се оди со реформите, а да не се користи за успорување или неспроведување на реформите спорот со името. Сакаме ли независно и ефикасно судство? Да. Не заради нешто друго, заради нас самите. Сакаме ли професионална администрација? Да. Дали има слабости? Да. Сакаме да ги отстраниме. Сакаме ли управување со јавните финансии да биде транспарентно и во интерес на сите граѓани? Да. Тоа сакаме ли безбедносни служби кои ќе дадат сигурност за граѓаните? Сето тоа се реформи кои што се поврзани со нашето секојдневно живење. Рековте на почетокот 20 годишно искуство во администрацијата на оваа проблематика. Во тоа искуство се пресметани многу моменти на големи шанси кои што сме знаеле самите да ги упропастиме и да се вратиме да се враќаме чекори назад наместо да одиме напред. Дали сметате дека е научена лекцијата, не подеднакво на
административно ниво и спремност и подеднакво и на политичко ниво? Ќе бидам многу искрен, токму заради тие 20 години од мојата кариера и живот потрошени или инвестирани, не потрошени, инвестирани во тој процес, до сега никогаш не сме имале оваква шанса. Сме имале нешто слично во некои претходни времења, 96-та, 2004-та, 2012-та, меѓутоа никогаш не се склопиле коцките во регионот, во Брисел, кај клучните големи играчи во Брисел и кај нас. Во моментов имаме таква шанса која што сметам дека ќе биде генерацијски пропуст доколку не ја искористиме. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости и со уште еден мал придонес кон општата дебата која што ќе продолжи во следниот период. Останете со Телма, вечерва во ноќно студио со вас е Снежана Лукаска.